Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, имам чест денеска мој гостин да биде председателот на МААК Страшо Ангеловски. Добре дојде. Добро ве најдов. Страшо, дали присуствуваме можеби на почетокот на крајот на моралната ерозија во македонската правда денеска пред неколку часа во македонското собрание со 71 глас за, ниту еден против, ниту еден воздржан, иако тие што не гласаат беа сите од СДСМ и ДУИ, разрешен е државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Дали почна разрешницата на ова правно, како и да го наречеме, клопче, нешто што е македонско бреме? Љупчо, верувам дека желба на мнозинството е таа ерозија, морална ерозија да престане. Меѓутоа, искрено не верувам дека ќе престане, затоа што веќе се вовлече црвот на корупцијата, црвот на криминалот, црвот на завршување работи преку пријатели и познати во судството, ваму или онаму. Сето тоа многу тешко се искоренува. Меѓутоа, секој пат и најдолгиот пат започнува со првиот чекор. Чинам дека ова е можеби најголемиот прв чекор за да тргнеме во тој правец и за да тргнеме по тој пат. Меѓутоа, пак ќе речам, токму затоа јас започнав една акција за која подоцна ќе зборуваме. Најпрво, се треба да промениме секој поединечно во умот да ги промениме нештата, додека не се промениме сами себе си. Ние не можеме да ги промениме работите во државава. И затоа сакам да веруваме, ајде да веруваме, дека повторно ќе почнеме да одиме по таа морална вертикала. Јас не случајно направив еден спот за еден настан, кај што на крајот ги ставивме гемиџиите. Зошто? Затоа што се можеби врв на таа морална вертикала на македонскиот народ. Луѓе кои беа подготвени да си го жртвуваат животот за Македонија. Денес не е потребно да одиме дотаму, меѓутоа потребно е да се промениме во умот, да ги промениме односите меѓу себе, односите во општеството и во државата. И верувам дека дури после тоа ќе можеме да зборуваме за крај на таа ерозија. Присуствувавме исто така и на врв, можеби на една хипокризија. Зборувам за СДСМ и ДУИ пред непол месец и половина. Истиот тој Коцевски беше орнамент на пресконференциите на СДСМ, нивната портпаролка и останатите, кои што го каља и кажува каков бил селективен, каков бил ваков, таков, а неговото лице стоеше зад нив, за да денеска излезат и речат не гласаме за негово разрешување, ние сме од секогаш биле и ќе бидеме за непристрасно, професионално, објективно обвинителство, судство и сите салтанати, сите оние кои што во текот на годините на нивното владење се сеќаваме многу добро на распупеното судство, се сеќаваме на Вилма, на останатата половина на се сеќаваме. Признавањата на истата добро е да ги заборавиме кацарска, тие ликови. Знаеш, не е добро да се сеќаваме на тие ликови, треба да се сеќаваме на некои кои сториле нешто за оваа држава. Инаку таа хипокризија или тие двојни стандарди, за жал, јас кога влегов во книгите кај што сум ги објавил колумните, гледам дека за прв пат двојните стандарди сум ги пишал во 2003-та како нешто што им се заканува на општествата, но и на целото човештво. СДСМ е производ на двојните стандарди на меѓународната заедница. Ваквото СДСМ е производ на двојните стандарди на таа меѓународна заедница која се што работи со двојни стандарди. И нормално е таквото СДСМ, кое веќе не е ниту политичка партија, туку полека, но сигурно станува голема невладина организација на западните марксисти, односно на либералите прибрани во ЕУ, во Европската Унија, и не е далеку од умот и е за очекување да се однесуваат така, лицемерно и со двојни стандарди. Инаку, еве сега, влегов поразен, кога дојдов влегов поразен во студиово, добив некоја информација дека германскиот Бундестаг, нивното собрание, изгласало можност за секој пратеник кому му е потребна диета, да може да добива 11.833 евра и 47 евроценти месечно. Во едно време
кога деца умираат за 100 грама брашно во Газа, кога сме сведоци на секојдневно изгладување и умирање од изгладнетост, германските пратеници издвојуваат по речиси 12.000 евра за оној прејадениот да може да ослаби. Тоа се тие двојни стандарди. Тоа е хипокризијата. Тоа е што не поразува сите, мене лично како човек, но треба да не порази сите поединечно како луѓе и треба да го порази целокупното човештво. Ако успееме тој пораз да го преживееме, дури тогаш можеме да зборуваме дека ќе ги победиме двојните стандарди. Дали кај нас овде во Македонија, дали во ЕУ, дали во Германија, дали на ниво на целото човештво. Кога сме кај хипокризијата, се погоди во скоро изден што се вика и председателката на ДКСК, односно антикорупцијска, Државната комисија за спречување на корупцијата, да биде разрешена, но по нејзино барање за промена, тоа си има нели друга позадина и генеза. Се случи разрешувањето на Љупчо Коцевски, кое што требаше да се случи многу поодамна, но како што коментиравме пред емисијата, тогаш ќе беше ете го разрешија затоа што се плашат дека ќе го направи тоа закочаник што не треба да го направи, односно тие ќе го наместат, го оставија, ја заврши истрагата, еве со сите нишани разрешене, но имаме еден друг проблем, повторно хипокризија, имаме еден дел, поголемиот дел од тој судски совет, 5 мина од нив, разрешени од собранието, но поради правните лавиринти, недоречените, да не речам недоквакани закони, тие се уште таму каде што се уште го редат судството, она кое што има 2% доверба, многу ми навела дека нема ни 0. Така што еве, имаме една друга страна на приказката. Овој можеше разрешене, оваа можеше разрешене. Еве доаѓаме до оној дел на правниот трулеш, тиња, целата приказка, кој што си обстојува, мува не ги лази. Сите се партиски војници, да не се лажеме. Членови на партиски совети и тела. Ако не се лажам, и Коцевски исто има право да не ја прифати интерпелацијата. Така. Туку тој самиот треба да си поднесе оставка и да се тргне, а може би нема да го стори тоа. Ако зборуваме за партиски војници и за префрлањето сега од страна на СДСМ, на владеачката гарнитура сегашна, дека партиски војници имаме ваму или онаму, само на една реченица треба да се сетат, која човекот кому ни името не сакам да му го споменам, ја рече дека од чистачка до министер се ќе смениме и ќе поставиме наши луѓе. Не го реков тоа јас, не го рече ниту ти, туку тоа го рече нивниот председател на партија пред да ја освои власта. Чисто возач денеска палеше. Чисто возач за жал. Ама не му бил возач. Неверојатни, тоа се дури несватливи ситуации, меѓутоа од друга страна пак се сватливи. Ние знаеме дека постојано кога СДСМ и ДУИ не се наоѓаат на власт, се обидуваат да ја подпалат или да ја запалат Македонија, и буквално за да и повторно и буквално и фигуративно, и за да повторно се вратат на власт. Ние знаеме што се случуваше 2001-та, знаеме 2015-та во Куманово од Иво населје, тогаш беше буквално подпалување на Македонија. Денес најверојатно еве по два основи. Најпрво имавме осомничен висок функционер на ДУИ, кој е осомничен за подпалување. Сега имаме и човек близок до првиот поранешен прв човек на СДСМ, исто така обвинет осомничен еве, да речеме, за подпалување на пожарите. Значи, не можам ниту да сватам колку нечовештина треба да имаш собрано во себе за да го направиш тоа. Да ја уништиш шумата околу тебе, при тоа уништувајќи ја, затоа што ние да сме начисто, ние се можеме да купиме. Се она што може да се произведе. Ама кислородот не можеме да купиме. Кислородот треба да го произведат тие дрва кои некој сега отишол да ги запали. И животинките. И животинките, и се јас не сум многу запознаен со тие работи, меѓутоа велат, дента која ќе ги снема пчелите на планетава Земја, многу скоро ќе го снема животот на оваа планета. Тоа ќе рече, сето тоа треба да биде заштитено и на крајот на краиштата, дури еден таков пожар ги доведува дури и човечките животи во опасност. И затоа не можам да сватам каква нечовештина и омраза кон сите околу себе треба да имаш собрано во себе, во оваа година и нешто, откако не си на власт,
и откако не можеш нели да ги уживаш привилегиите на власта, за да можеш тоа да го сториш. Дали уште е посимптоматично, посомнително тоа што партиски блиски нели луѓе се фаќаат како пиромани подпалувачи, подметнувачи на пожар, што во некои земји дури е терористички акти подлежи под страшни драконски казни, што мислам дека не е на одмет да го направат и кајна за да некој му текне, што би рекол народот каде што и дека не треба да го прави, но додека се случува тоа, имаме секојдневно лиферување на информации и од МВР, и од Стојанче Ангелов, и од сите дека постојано имаме детектирано подметнати дека најголемиот дел од пожарите се подметнати. Ти, од другата страна, имаш секој ден по минимум една пресконференција и 10 соопштенија од СДСМ и од ДУИ, кои што велат, ете, државата, буквално тие долеваат масло на огнот. Не очекуваме дека ќе ги нели засукаат ракавите, ќе гасат или што и да е, но може и да не одмагаат за промена, нели. Толкому затоа се надевам дека ќе си дадеме доволно време за да проговориме за иницијативата на МАК со која започнуваме. Тоа е една предлог стратегија за насочување на македонската нација во духовноста. Не случајно велам македонската нација, затоа што сите кои живеат во оваа држава се дел од македонската нација. Тука спаѓаат и членовите на ДУИ, членовите на СДСМ. Луѓето кои не можат да се вратат, кои не можат да се насочат во духовноста, тие луѓе се тие кои едноставно не можат да се соживеат со своите сограѓани, наместо како што велиш да излезат, да побараат или да се обидат да помогнат, да се обидат барем со морална поддршка на оние луѓе кои не спијат дење и ноќе. Зашто во сте не работите нешто, повикајте, ајде луѓе, ајде да помогнеме, кога веќе толку сте загрижени, па тоа го прават Кире Михаилов, го прави Стојанче, го прават многумина и факт е дека многумина помагаат особено од локалното население. Стојанче и Кире Михаилов не ги потенцирам, ќе ги потенцирам оние безимените, оние кои гинат таму на терен проти пожарникарите, луѓето кои сами излегли и помагаат, специјалните, значи тоа се тие, ние на времето во бившата Југославија имавме споменици на незнајниот херој. Тоа се тие незнајни херои, чии имиња не ги знаеме и можеби не треба да ги знаеме, меѓутоа тоа се луѓето кои во моментов се борат против оваа стихија. И кога велиме дека мора да бидат казните многу поголеми, мора да бидат драстични тие казни и буквално треба како дело тероризам да биде сватено, доколку некој кој влезе во собранието за да ја испее химната на Република Македонија и да се спротивстави на насилно менување на уставот е прогласен за терорист и се суди врз тој основ и денес гнијат во македонските затвори се уште тие луѓе, а не можеме ние оној кој се заканува на цело... Кој знае кога ќе биде пример, тој оган може, не дај Боже, да се рашири да пеплоса цела Струмица. Еве хипотетички. Но и да загинат 20.000 луѓе. Сето она што е дел од терористичкиот акт, така. Значи, тоа мора да биде оквалификувано како тероризам. И второ, да сватиме нешто. Јас многу често ова го разговарам со луѓето вака во неврзани муабети. Казните мора да бидат драстични. Зошто? Ниту еден човек во Швајцарија или во Германија не станува наутро, не се буди и вели јас сум многу принципиелен и многу внимавам, не правам грешки. Не е Љупчо. Не ги прават грешките затоа што казните се исклучително големи и мора да внимаваат на сето тоа. Ете тоа е тоа. Значи, мораме така да постапиме, а инаку на премиерот на Христијан ќе му порачам нешто. Нека сече и нека менува. Нека менува се во судството. Вака понатаму не може. Онака како што прави Трамп. Со указ, со декрет. Менува и работи. Тужете ме сега. Додека помине тоа што ќе тужите, ќе поминат 3 години, а јас ќе го прочистам тоа што се случува во државата и ќе го истерам злото од државата. Значи, и тој треба малку по-остро и по-строго, како да речам, да влезе во пресекување на злото кое владе. Ние немаме поголемо зло, освен правосудниот систем. Другите, вака или онака, почнаа да функционираат. Колку толку гледаме здравствениот систем полека застанува на нозе, во наредниве година или 2 ќе застане уште повеќе, безбедносниот систем застанува на нозе колку толку, бидејќи сите тие беа разнебитени и уништени, но застануваат на нозе.
правосудниот систем не може да застане и таму треба со цврста рака да се сменат нештата. Нели е безобразно кога беа во опозиција и ти беше во опозиција со истата коалиција, постојано имаше секој ден пресконференција на тема криминал, корупција, афера, дали бил Рекет, дали бил, не знам, Рашковски, дали бил овој Димова, значи постојано имаше пресконференции, за да тој глас не е како тешко после 20-30 пресконференции обично, тоа беа по 2-3 месеца, допре до истото на јавно обвинителство кое што и денес и судот, па ако под притисок на јавноста биде премногу голема работата и премногу очигледно видливо не од авионот Марс дека тој истиот го направил криминал, па ајде ќе се нели одоброволеа и ќе започнеа процес, ќе отвореа процес против истиот тој. Сега тоа се случуваше додека ВМРО, ДПМН и коалицијата беа во опозиција, истото се случува и денеска. Денеска само гледаш апели, не од министри, не од потпароли, не од цело време овој крадел од СДСМ, овој правил, а таму во тоа истото јавно обвинителство никој не мрда со прст, буквално кажано како да ништо не е променето. Значи, не било до тоа дали си на власт или не си на власт, она што го детектираше и ти, таму е проблемот. Во обвинителството и во судот е проблемот. Да, но Лјупчо, малку е подлабок тој проблем. Да. Значи, според мене, ние имаме многумина кои после поразот на СДСМ минатата година на изборите ги преоблекоа адресовите и сега повторно се во власта. Глумат. Да. Не глумат, туку си се во власта. Тие така, воопшто не се глумат. Само тие се префрлија во други партии или заедно со своите партии кои 7 години беа во коалиција со СДСМ, влегоа во оваа коалиција. Јас со голема гордост зборувам дека МААК е единствената партија која е дел од коалицијата, а не е дел од власта. Ние не сме дел од власта, но затоа се дел од власта, оние кои 7 години беа дел од власта и претходно, додека јас и моето членство бевме во опозиција, додека дел од членството на ВМРО ДПМН крвареше во опозиција и остануваше без работа, денес и тој дел од членството си седи дома, а некои луѓе кои ги пресоблекоа адресовите, сега повторно се наоѓаат. Таа е подлабоката суштина на она што ни се случува. Доколку го немаме тој, јас во една дамнешна колумна, Бог да го прости, Амди Бајрам напишав дека тоа е политика на Амди Бајрамовштина, идеологија на Амди Бајрамовштина, постојано да бидеш со власта. И тој самиот велеше. Јас велеше, јас секогаш морам да бидам со власта, ама тој имаше оправдување. Вели, ние ромите сме малку и ним секогаш треба, заради нив, јас секогаш треба да бидам во власта. Овие треба да ги прашаме зошто секогаш мора да бидат во власта и заради тоа ни се случуваат нештата кои се случуваат. Тука се веќе джебовите, паричниците и сето тоа предпоставувам, но токму твојата последна колумна зафаќа многу аспекти од ова што го зборуваме и иницијативата која што ќе промовираш утре. Ти пишуваш, време е за духовна мобилизација. Зошто е токму сега и зошто мора да биде сега или нема да не биде да не. За жал може би и доцниме. Да. Дури може би и доцниме, но јас сакам да речам дека е 5 до 12. Македонското општество и македонската нација, како впрочем и целото човештво, се под агресивен напад на тие центри на моќ, тие либерални, јас ги нарекувам западно-марксистички центри на моќ, кои удираат по семејството, агресивно удираат по семејството, форсирајќи истополови бракови, удираат по децата, форсирајќи можност детето на 6 години на предучилишна возраст да се определи дали е машко или женско, дали е маче или куче. Удираат по верата, без разлика која, дали е христијанската, дали е муслиманската, само заради тоа што верата е единствена која може на таа агресија да одговори со смирение, со разбирање и со трпение, и на крај удираат по националните идентитети заради потребата да завладеат со светот од еден центар. И ним не им требаат национални посебности, не им требаат национални држави, не им требаат суверени држави. Сето тоа, за жал, од нашата нација создава нација неотпорна, која, бидејќи е мала, релативно мала нација, малите нации ќе бидат најподложни на тој удар. Поголемите нации ќе се борат полесно. И што велиме во таа стратегија?
Велиме дека мораме да започнеме 10, 15 или 20 процеси. Најпрво мораме да го заштитиме семејството. Мораме во образованието да воведеме воспитна компонента. Ние, за жал, сега имаме само образовен процес. Ние мора да имаме воспитно образовен процес. Јас станав веќе досаден во една Јапонија. Првите 3 години од одењето на училиште, децата само се воспитуваат. Таму не постои образовна компонента во првите 3 години. Значи, ајде првата година ние само да ја направиме да биде само како со воспитна компонента. Потоа, ние мораме да ги воспитуваме женските деца, дека се благословени, да создадат брак со еден маж, да зачнат, да носат нов живот во својата утроба и тој живот да му го подарат на човештвото. Ние мораме машките деца да ги учиме, дека се благословени, да создадат брак со една жена, да создаваат со нејзе нови животи, при тоа дека се тие создадени уште од предисторијата, тогаш со лак и стрела, да си го прехрануваат семејството, а денес со труд и со посветеност за да создаваат семејство во кое ќе создаваат нови животи, кои ќе создаваат нови семејства и со тоа ќе ја зачуваат лозата, а тоа е всушност суштината на нивно постоење и на постоењето на човештвото. Ние мораме да речеме да ги воспитуваме нашите деца. Да, рамноправност на половите, дека мажот и жената се рамноправни во општеството и во сите општествени привилегии и обврски, дека се рамноправни во се. Меѓутоа, ние мораме да ги учиме децата, дека жената е понежната половина на човештвото и дека мажот секојаш треба да биде нејзин заштитник за да избегнеме од она семејно насилство и од се она што ни се случува. Значи, ние мораме, јас велам, мораме да го вратиме лебот и млекото, повторно да оди од селото кон градот. Кај нас денес, за жал, лебот и млекото оди од градот во село и луѓето во село пред кооперација чекаат да им стаса леп и млеко. Таква држава, таква нација нема иднина. Ама, како да го сториме тоа? Со поддршка, со целосна поддршка на земјоделските семејства. Не со овие лажни субвенции кои многумина ги користат само да ги земат, при тоа ништо не работат, ги запустуваат полињата, ги запустуваат стадата, а секоја година ги земаат субвенциите. Само со целосна поддршка на земјоделските семејства. Зошто? Земјоделските семејства се многодетни семејства, земјоделските семејства се чувари на традицијата, чувари на се она што нас не сочувало со векови нанасад. И тука има уште десетици и десетици вакви програмски нешта кои ги нудиме во таа стратегија. На крајот на краиштата велиме да и се вратиме на културата на умот, на уметноста на умот, затоа што се повеќе сме сведоци на културата на телото. Празни перформанси кои се изведуваат, да простиш, со голи задници по бините, од кои потоа не останува ништо вредно. Поминало и толку, значи да и се вратиме на таа култура, културата на умот. Да си ги извлечеме децата од тој аждерот на хедонизмот. Хедонизмот прави ненаситници во материјални добра и материјални богатства. Се надпреваруваат кој ќе има поскап часовник, поскап мобилен телефон и поскап автомобил. Да си ги вратиме децата назад кон вистинските вредности, да ги вратиме во патриотизмот за да ја зачуваат патријата или државата, ама не партијата, туку патријата или државата. И тука има уште многу нешта кои мораме да ги сториме, но за да ги сториме, ние најпрво мораме да си го прочистиме сопствениот ум, да направиме промена во сопствениот ум, потоа да направиме промена во општеството, да направиме промена во целата нација и во целото човештво. Ова е процес кој мора да започне во целото човештво и во сите држави. И кога зборувам за насочување на нацијата, тоа го зборувам токму од причина што нашата нација во себе има и македонци, и албанци, и роми, и турци, грци, власи, и така натаму, и така натаму. И има луѓе кои припаѓаат на една, друга, трета, четврта или петта религија. Сите тие треба да се вратат во духовноста. И православните да си се вратат во својата духовност, муслиманите во својата духовност. Ние сега имаме, за жал,
во Република Македонија имаме либерални муслимани, кои пежоративно ги нарекуваат бриселски муслимани, луѓе кои се излезени од вистинската вера и кои затоа се однесуваат така. Ние имаме либерални православци кои се излезени од верата и од духовноста. Значи, голема и обсежна, многу обсежна е оваа ситуација, но Маак е подготвен да ја понуди, пишува таму дека е тоа предлог стратегија за насочување на македонската нација во духовноста. Утре, еве, ќе искористам можност да ги повикам гледачите во 19:30 во прекрасното реновирано кино во Домот на културата Билјана Беличанец во Киселавода ќе се одржи промоцијата на оваа предлог стратегија и пишува во неј дека е отворена целосно за секој оној кој размислува на оној начин, кој сака да помогне да ја вратиме, да ја насочиме нацијата во духовноста, отворена е за предлози, за надградување, а потоа сите заеднички да притиснеме и да почнеме да ја реализираме. Зошто, Љупчо? Ни доаѓаат избори, локални избори. И ќе одиме и ќе говориме пред луѓето. Сите. Дека ќе направиме нов водовод, ќе направиме нов тротоар, ќе направиме. А што ако нема кој да пие вода од тој нов водовод? Ако нема кое дете со ролшуи да се истркала по тој нов тротоар, ако нема кој да повози по тој нов асфалт кој ќе го направиме, затоа мораме да најпрво да се вратиме во духовноста, за да си ги сочуваме, децата овде. Јас има една песна од Анте Поповски на која постојано солзи ми доаѓаат. Многу е кратка, се вика татковина, ќе ја парафразирам. Кога стасал старецот во таа далечна земја, и го носел врзо шамија полн со земја. Го прашале што е тоа и му ја истуриле. Татковината е, рекол тој, со солзи во очите и почнал цела ноќ, полека, грудка по грудка, прашинка по прашинка да ја собира. Доста беше нашите деца да одат во далечни земји со шамија врзана земја, да си ја носат татковината. Затоа мораме да го сториме ова, Љупчо. Во твојата колумна исто имаше една интересна, многу поучна приказна за таткото и синот. Да, многу интересно. Во моментот кога ја пишував, еден пријател ми ја пушти на Вибер и така се вклопи во таа колумна. Значи, чинам дека нема да им биде досадно на гледачите. Еден татко, богат татко, го зел својот син да го прошета по светот за да види како живеат бедните. Го потенцирам ова бедните, а ќе се види зошто. И го однел во некое сиромашно семејство на село, каде што останале цел ден и на враќање го прашува: синко, дали сега виде како живеат сиромашните? И детево вели: да, татко, ние вели имаме едно куче, тие имаат 4. Ние имаме едно скапо платено куче, тие имаат 4, вели. Ние вели имаме базен, тие имаат река. Ние имаме скапи лустери и сијалици, тие ги имаат сите звезди над нив. Ние вели имаме високи ѕидови и огради за да се заштитиме од непријателите, а тие се заградени со пријатели. И замолчило малку детето и ме вели: ти благодарам, татко, што ме однесе да видам колку сме ние бедни. Ете, таа е суштината на ова што го зборувам. Вистинското богатство е во духот, вистинското богатство е во обстојувањето на традицијата, на верата, на семејството, на децата, на здравите деца. Материјалните богатства, семенливите богатства, кон кои тој проклет хедонизам не води. Ние имаме ситуација, Љупчо, кога академици, луѓе кои 40-50 години се вложиле себе си во културата, во уметноста, во науката на оваа нација, на оваа држава, одат пешки или со велосипед и покрај нив врват деца од 20 години со автомобил од 120.000 евра. Тоа се тие искривени вредности на кои мораме да им се спротивставиме и Маак си ја презеде таа обврска и ќе работиме. Јас ќе бидам многу искрен. 35 години Маак постои, најдолго од сите политички партии. Ние секојаш сме имале повозвишени цели отколку да се вработиме или да бидеме на функција и остануваме посветени на тоа. Конечно, тоа е аманетот на Анте и на Гане.
Тоа е манетот на тие две големини, на тие два величенствени ума на втората половина на 20-тиот век, чие дело, чие кажување, чиј аманет како маак ќе остане како светилник кој овој народ ќе го води уште векови напред. И затоа е тоа така и остануваме да се бориме и чинам дека ќе имам голема поддршка околу оваа стратегија за насочување кон духовноста и ќе апелирам до медиумите, ти благодарам тебе, јас денес и на социјалните мрежи, ти се заблагодарив што ќе ми дадеш можност ова да го кажам, ќе апелирам ти благодарам, ќе апелирам до медиумите да му посветат внимание на сето ова. Не станува збор за мене дека јас ќе добијам популарност. Многу е поголема приказка. Премногу е поголема приказната и затоа ќе апелирам да го проследуваме ова и да се бориме сите заеднички да заживее и да си ја вратиме нацијата во духовност. Очекуваш овој повик за духовна обнова на Македонија да има одек и кај останатите политички субјекти, па не мора да бидат и десничарите, треба да допре и до некој друг, нели? Очекуваш дека ќе допре? Вака. Како чинители општествени. Не ги генерализирам политичките партии. Така. Ќе допре до луѓе во политичките партии. Тука сум убеден. Така, до поединците, што е побитно. До многу поединци ќе допре. А дали политичките партии ќе бидат подготвени како колективитет, односно како да дадат поддршка. Сега, јас утре ова ќе биде промоција меѓу обичните луѓе. На есен здравје ќе започнам со промоции кај што ќе си ги поканам коалицијските партнери, сакам да ги поканам МПЦ, ИВЗ, сите верски заедници, сите политички партии во држава, сите можни форми на здружување кои постојат во оваа држава, да присуствуваат на таквата една промоција и доколку сметаат дека е добро, едноставно да ни се придружат. Дури јас сум подготвен да им ја предадам. Не мора маак ниту да учествува. Ќе бидам пресреќен доколку успееме, дури и без наше учество, а инаку кога зборуваш за левите политички партии, јас морам да ти кажам дека за жал во овој момент постојат политички партии во Република Македонија кои го лажат македонскиот народ со нивната така наречена левичарска идеја за социјална правда. Значи, тоа е најголемата лага во овој момент. Зошто? Затоа што најбогатите луѓе на планетата Земја, кои го вршат сето ова против кое сакам да се борам и кои сакаат да воспостават владење од еден центар, ги користат токму левите и левичарските партии и идеологии за да го работат тоа. Значи, токму левицата во овој момент е слуга на најбогатите луѓе, а сака да зборува, повторно доаѓаме до двојните стандарди, а сака да зборува за социјална правда и за сето тоа. Тоа е првата страна на медалот, втората е марксизмот како таков, во кој сакаат да не вратат, дури сакаат да не вратат во времето на енверходжизмот, во времето на сталинизмот, тој е токму тој кој ја уништи духовноста во светот. Ами ние сме сведоци дека тој и таков марксизам, кога беше увезен преку Финска со воз во тогашна царска Русија и кога беше изведена таа комунистичка револуција, после тоа беа уништени до темел срамнети 200.000 православни храма во Советскиот сојуз и дека православните свештеници живееја во тој период во подземни катакомби, исто како на времето на првите христијани во Рим. И не може тој и таков да се бори за никаква правда, за никаква рамноправност, туку едноставно лажни се тие наративи и овој народ треба да биде посебно, младите треба да бидат свесни да побегнат од тие лажни наративи и сега ќе кажам тоа што сакав да го кажам на крај на промоцијата, еве ќе го кажам сега. Секоја генерација има своја револуција. Нека биде ова, затоа ги повикувам младите, нека биде ова револуција на нашава денешна генерација, духовна револуција со која ќе вратиме духовноста во Македонија.
Јас, како што велиш за левичарите, мислам дека во Македонија можеби има левучари во тие партии или онаа народната лева рака, десен джеб што го представуваше СДСМ целата онаа приказка 7 години, бидејќи и тие велеа дека се левица, се сеќаваш на оној плакат на Ернесто Че Гевара кој што беше поставен во оние шаторите кои што беа дел од шарената револуција. Имаше добра шега, не шега, грешка, имаше Ернесто Че Гевара ликот, од оздоле Фидел Кастро. Некој напишано на социјалните мрежи, тоа се продаваше како налепница. Мислам дека и дотаму оди кај нив работата во познавањата, но еве очекуваш отпор, подршка ќе имаш сигурно од знаеме и од кого, но отпор од оние шареноликите, бидејќи ова ќе биде дочекавано како ретрограден момент, атавизам, ете, тој се залага за Бога, семејството и за татковината. Сачувај Боже, што би Јас не очекувам љубче отпор, очекувам напади. Да, па токму тоа. Очекувам напади. Да. Јас лично и Маак немаме моќ, немаме пари, немаме ништо, немаме медиуми како што имаат тие, затоа што се управувани од центри од надвор. Ние гледаме и ако, да речеме, Доналд Трамп ги укина сите, веќе дефинитивно пред 9 дена, дефинитивно и конечно ги укина сите средства за USAID. Ние гледаме дека тие во Македонија се уште обстојуваат. И сега тука бараат нови спонзори, прости, цело време кукаат, сега Европа ја фалат. И имаат нови спонзори, тоа се европските либерали, тоа се сега во овој момент Нема ги величаат сега. Тоа се во овој момент најзлобната собрана група во ЕУ, во Европската унија, која за жал вчера беше поразена од Трамп целосно во ситуација кога Урсула фон дер Лајен седеше и не знаеше што. Трамп им рече, вели вака, јас вели ве уништувам со еден збор. Правам тоа што сакам, вас ве уништувам. И од завчера, откако тоа се случи, дефинитивно се изврши целосна орвелизација на ЕУ. Значи, ако досега за нив војната беше мир, ако досега создаваа Министерство за вистина, тоа е бриселски политико, од завчера веќе и поскапото е поевтино. Значи, се обидуваат да ги убедат собствените граѓани, се обидуваат да го убедат светот, дека е поевтино да земаат американски газ и нафта, 4 пати поскап од рускиот, дека е поевтино да купуваат за 750 милиарди американско вооружување, за да се подготвуваат за не знам што. Значи, конечно, целосна орвелизација. Конечно, се е спротивно на вистината. Дефинитивно, се што ќе кажат, можеш и мораш да го сватиш поинаку. Жално е што таа Европска унија предвидена како најголемиот мировен проект после Втората светска војна. Жално е што изгуби компас. Го изгуби компасот само заради криза на лидерство. За жал, во овој момент, во европските држави и во Европската унија има страхот на криза на лидерство. Таму немате луѓе од типот на еден Вили Брант, од типот на еден Де Гол, од типот, дури ако сакате, и на една Ангела Меркел. Туку имате луѓе од типот на Каја Калас, која реално жената не знае и зошто е дојдена и што е нејзина работа и така. И тоа сето тоа е бидејќи се раководени од еден центар, од еден финансиски центар. Како калапени се, да, тоа нема врска националната припадност. И сега овде морам да спомнам, јас се уплашив кога го дознав податокот, зашто тој центар на моќ, еден огромен дел од тој центар на моќ го држи BlackRock. Јас се уплашив од податокот дека нашиот македонски долг во моментов 59,6% од нашиот долг се наоѓа во рацете на BlackRock, на тој инвестициски фонд, кој очигледно работи онака како што работи. Како? Преку кои трансакции? Долгот не е земан директно од тој фонд, но фондот ги купува и ги презема тие долгови на државите. Во овој момент 59,6% од македонскиот надворешен долг се наоѓа токму во рацете на BlackRock. И може би е тоа уште една причина зошто мораме да се вратиме да влеземе во духовноста, за да ја заштитиме нацијата
И за да се заштитиме себе си, да си ги заштитиме децата. Љупчо, мораме, ако сме доволно паметни, да обезбедиме иднина за нашите деца, за нашите внуци, за семејствата на нашите деца и на нашите внуци. Се друго ќе биде наш пораз. Кога еден ден ќе си заминуваме од овој свет, доколку не го сториме ова, кога ќе ја подлечеме цртата што сме сториле, ќе се чувствуваме поразени, затоа што не сме сторили ништо и не сме успеали. Ке зборуваме токму повеќе за глобалните случувања како одличен познавач со Страшан Геловски. Имаме уште теми за отворање. Одиме со кусиот блок реклами, се враќаме веднаш. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е председателот на МААК Страшан Геловски. Зборувавме, завршивме токму со светот и случувањата во него, но еве како човек кој што одлично ги следи постојано, работиве во светот и глобалниве случувања. Кон што движи светот? Се уште имаме Украина која што никако да застане, имаме Газа и уште многу други жаришта низ светот. Политиката е таа, Трамп го прави она што го прави, поразот на Европската унија е евидентен, тотално апсолутно, значи она што го постигнаа со оној така наречен трговски договор и се самите европјани го признаваат тоа. Од едната страна се европските бирократи кои што го прават тоа што го прават, како оперирани од национално, како калапени, некои фотороботи имаат, така треба да изгледа. Дали тоа било Каја Калас кој што доаѓа ни вели Украина највише ги исполнува и е апсолутен фаворит за влез во Европската унија, со цел ум тоа ни го кажува, ние стоиме тука вака, нели? Потоа се појавува друг истиот вокабулар, значи не постои разлика, геомети, нели, борги би рекол некој гледано од страна. Така, што се случува? Значи, на многу нивоа може да се гледаат нештата. Так. Првото е, она што го рековме, ЕУ или Европската унија е целосно дефакторизирана. Таа не е никаков фактор повеќе од светските случувања. Исклучена е од сите светски случувања, и од Украина, и од Газа, и од Индија и Пакистан, која беше, и сега од Камбоџа и Тајланд. Значи, таа не е повеќе фактор. А има потреба и сака да биде фактор. Тоа е прво. И како е доживаш кога дојде ќе рече, ама мора да ги ставите бугарите во Второ, овој, ќе дојдеме и до тоа. Второ, овој трговски договор со Соединетите Американски држави конечно ќе доведе до целосен антагонизам внатре во ЕУ. Зошто? Затоа што таму има држави, како да речеме Ирска, чиј извоз и носи страотно многу пари во споредба со, да речеме, на една Шпанија, на пример. И Ирска ќе биде многу попогодена од ваквиот договор и нормално е сега дека ќе се јават антагонизми кои и понатаму и онака кревкото единство ќе почнат да го разјадуваат. Трета страна, постои веројатност таа така наречена вишеградска четворка, Полска, Словачка, Чешка и Унгарија, да се одметне целосно, посебно после последната победа на полскиот конзервативен протрамповски кандидат за председател. И тие се нештата што се случуваат внатре во Европската унија. И конечно, јас веќе станав досаден, ние сите мора да знаеме дека најголем непријател на европските држави е Европската унија. Моќта на Европската унија станува поголема со губењето на моќта на европските држави. Колку повеќе губиш од суверенитетот како држава, толку повеќе си зависен од Европската унија и влегуваш во нивната моќ. Затоа Британија излезе? Затоа Британија излезе многу јасно, а им се чудам на бугарите кои сега се радуваат дека од 1 јануари следната година ќе го воведат еврото. Со тоа ќе го изгубат и третиот столб на суверенитетот и монетарниот суверенитет. Кој што дел од државите никако не се откажуваат, меѓу другото. Паметните држави не се откажуваат. А оние другите трчаат да сторат тоа што ќе им биде наредено. И затоа е тоа така. Второ, Трамп. Беа големи, огромни очекувањата од Трамп и од неговото доаѓање на власт. За жал, пред 2 месеци некаде бев на националното радио, каде што реков, доколку не се отслободи од тројца луѓе, Трамп ќе биде поразен, дури може и да му заврши мандатот порано од предвиденото. Тие тројца луѓе се Марко Рубио,
Бенјамин Нетањаху и Владимир Зеленски. Зошто Рубио? Рубио е човекот кој е исклучително способен и се, меѓутоа е човекот кој го представува она крило на јастребите во американската политика и гледаме, се докажа како точно пред неколку дена, кога Трамп даде 50 дена така наречен ултиматум да се реши проблемот меѓу Русија и Украина, утредента или заутредента Марко Рубио со неговите брифинзи го натера тој да го намали на 10 до 12 дена. Тоа е што се однесува до Рубио. Што е со Нетањаху? Нетањаху упорно сака да ги вовлече Соединетите Американски држави во војна. Во војната која тој ја води. Трамп е должен да направи разлика меѓу евреи и ционизам. Едно е да ги сакаш евреите, едно е да ја почитуваш нивната Голгота, да го почитуваш Холокаустот, а друго е да го поддржуваш ционизмот, кој создаден токму врз корените на марксизмот во 1897-та, тој е создаден како секуларен еврејски национализам. Сега имаме министерот за одбрана, му го заборавив презимето, некако не е битно, тој пак неговата партија е верски еврејски национализам. И, значи, мора да се ослободи од тоа ционистичко влијание, да ги поддржува евреите, меѓутоа никако ционизмот. И трет е Зеленски. Зошто? Зеленски е последната оска околу која се собираат европските марксисти, либералите, кои пак собирајќи се тука, собираат сила, како да го урнат Трамп, односно да им даат моќ на своите американски колеги од Демократската партија, на тамошните марксисти, на тамошните либерали, за да го урнат Трамп. Значи, доколку не се реши од овие три ситуации, Трамп најверојатно не ќе успее да го направи тоа што треба да го направи, тоа што сака. Од друга страна, искрено ме радува можноста во септември да седнат на маса во Пекинг Си Џинпинг, Владимир Путин и Доналд Трамп. Најверојатно е дека тоа ќе се случи. Е повеќе од сигурно дека веќе екипите, најблиските екипи на тројцата претседатели работат на ова и го договараат сето тоа. И јас кажував и повторно ќе кажам, проблемот со Украина може да биде решен само во решавање на светската, на глобалната политика. Што значи тоа? Само во моментот кога ќе се седне и ќе се подели планетата Земја на сфери на интереси, кој за жал е неминовно меѓу трите светски сили, со што ќе влеземе и дефинитивно и со втората нога во мултиполарниот светски поредок, само тогаш веднаш дента ќе се најде решение и за Украина. Затоа што не може да се најде решение се додека Руската Федерација не ги исполнила своите цели. Тие цели се денацификација, тие цели се демилитаризација и непристапување кон НАТО. Руската Федерација смета дека е тоа незина загроза на националните интереси, на националните безбедносни интереси. Исто како што Соединетите Американски држави, кога ќе бомбардираат каде и да е на земјината топка, тоа го прават заради заштита на националните интереси и на националните безбедносни интереси. И ако така го сватиме тоа, тогаш мораме да знаеме дека само со станокот на тројцата лидери, целосното воспоставување на мултиполарниот светски поредок ќе донесе до мир и во Газа, ќе донесе до мир во Украина и сите овие мали точки на подпалување кои тогаш наеднаш ќе згасат. Инаку, јас постојано го наведувам примерот со европскиот концерт кој бил воспоставен после Наполеоновите војни. Во 1814-та седнуваат 6 најголеми европски држави, а во суштина тогаш светот бил Европа. Седнуваат, го формираат тој концерт. Сите се со различни идеолошки определби, меѓутоа го формираат и работат на мирот. Точно 100 години до 1914-та, до започнување на Првата светска војна, Европа заради тој европски концерт уживаше и живееше во мир. Денес ни е потребен, тоа би бил всушност тој светски концерт, седнување на една заедничка маса, поделба на сферите на влијание, зашто да се разбереме,
големината на тие држави бара простор каде што ќе имаат свое влијание и тука не е простор во она како што го бараше Хитлер во Лебенсраумот, животен простор, туку простор за ширење на своите интереси, за ширење на својата економија, зашто Кина, да речеме, ако не успее да се прошири низ светот со својата економија која е брзо растечка, Кина ќе имплодира, однатре ќе експлодира Кина. Меѓутоа истото ќе и се случи и на Америка доколку продолжи ова вака да го работи. Затоа искрено би сакал да се случи тоа во септември да седнат и да дојдеме до мирот, а при тоа Европската унија, зашто има една стара поговорка која вели доколку не си седнат околу масата, ќе бидеш мени на масата. Бидејќи Европската унија не е седната на заедничкиот стол каде што ќе треба да се разговара, Европската унија ќе се најде на менито и повторно ќе речам да почекаме да ги прекинеме преговорите со официјална Софија, да прекинеме какви и да е разговори околу оној француски предлог, затоа што многу скоро, дали ќе биде за година, 2 или 3, ќе дојде до целосна реформа на Европската унија, до нејзино реформирање во сојуз на суверени држави, каде што државите секоја посебно ќе си влезе со сопствениот багаж, позитивен и негативен, и каде што седнати рамноправно на маса ќе одлучуваат и ќе решаваат за взаемни проблеми кои ги имаат, доколку ги имаат, доколку не се вештачки наметнати, само за да се оневозможува нечи влез во таа Европска унија. Значи, да замолчиме, да бидеме мудри, оти на крајот на краја на моја колумна го парафразирав и Ципрас, кој рече, доколку официјално Скопје почекаше и не си го сменеше само името, ние ќе моравме да подклекнеме. Значи, повторно се наоѓаме во систем. Ама го најдоа оној што денеска се вади дека не му бил возач оној. За жал го најдоа него, но повторно тоа беше една голема. И Димитров што ни соли умисто. Една голема игра. Тие само беа извлечени како зајчиња од шеширот и Димитров и тој за да го направат тоа што го направија. Меѓутоа треба да учиме од грешките. Да не брзаме никаде затоа што се менуваат целосно геостратегиските, геополитичките односи во Европа и во светот, а во таа смисла ќе одат во наша полза со создавањето на сојуз на суверени држави. Така, факт е дека брза кучка брзи кучиња раѓа, бидејќи тоа е генетика, сите ги раѓаат слепи, нели, но ова другото е вистина. Ти благодарам што беше мој гост. Љупчо, уште еднаш ќе ти заблагодарам за можноста да проговорам, чинам дека е благородна идејата, оваа цела предлог стратегија за насочување повикот за духовна обнова на Македонија. Ете, тоа е повикот. И пред мене тоа е она кое што ќе биде дел од твоето утрешно излагање и иницијатива. Искрено ти благодарам на можноста да проговорам на оваа тема. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако имајќи предвид се што се случува околу нас, чувајте се многу.